Вики Петровска го има првото прашање за денес и вели дали е добро да вежбам со тежини ако имам проширени вени. Вики, ако гледаме, не знам дали веќе ги имаш или можеби се плашиш да ги имаш ако некој во твојата фамилија ги има, но во секој случај она што науката вели дека постојат ризик фактори неколку и никогаш реално не е возможно да ги излечиш. Иако постојат оперативни зафати, но јас зборувам за преку животниот стил. Кога се работи за вежбањето и општо животниот стил, секогаш, без разлика дали можеби се соочуваш со некаква ситуација здравствена, дали не се соочуваш, секогаш добар животен стил е од бенефит. Не треба да чекаме да ни се случи нешто или да се уплашиме. И кога зборуваме за проширени вени, науката не вели дека можеби вежбањето е најдобрата опција, иако не вели ниту дека ќе наштети. Значи физичка активност е секогаш добродојдена. Во умерени граници се разбира, но кога се работи за попуштени вени, вежбањето е на број 1, пешачењето е на број 1, на број 2 е јога, потоа е пливање и возење точак, па се останато. Така да нема да ти наштети физичката активност со тежини, но доколку веќе треба да бираш што е подобро, еве ти ги опциите и се разбира, седење долго време и покачена телесна тежина се двата најголеми ризик фактори што придонесуваат за попуштени вени.